Македонија има многу таленти за еден таков во продолжение ни раскажува Кате повели. Така е, Горан, благодарам за најавата. Така е, Македонија има многу таленти, само наше е да ги откриеме и да бидат дел тие од утринските изданија и не само од утринските на Телма, туку воопшто од програмската шема на телевизија Телма или на сите наши медиуми. Веројатно е најдобро да ви кажеме дека во петокот, токму во оваа читална, во гимназијата Орце Николов во Скопје, се одржа промоцијата која според авторот, а и според многумина кои што ги прашавме, била многу посетена. Стотина луѓе дојдоа да видат што тоа има да им каже во својата прва збирка на 8 раскази Леонардо Змајшек. Токму тој е 4-та година овде во Орце Николов, има своји приказни или раскази кои што зборуваат многу за дилемите всушност и на општеството, но и најмногу на младите луѓе. Но првајде да ги собираме импресиите од Леонардо. Здраво, живо, ти благодарам што не почести ева втор пат во оваа читална да ги вратиш некако импресиите од она што се случуваше во петокот. Здраво, ви благодарам најпрво и вас за приликата на гостувањето, а импресиите за да ги враќам од петокот, мислам тоа е привилегија секогаш, чувствувајќи таа атмосфера и воопшто што бев присутен, се чувствувам како да сум добил некој дар или да било тоа навистина некој настан кој што не се гледа секојдневно. Ми кажа дека всушност во Орце Николов има средина во која што им овозможува на младите некако да го искажат своето мислење, да не бидат некако само, како да речеме, послушници на она што им го нуди општеството, туку создаваме, односно вие создавате или вашите професори, цел тим овде создава млади луѓе кои што мислат со својата глава и веројатно ќе донесат промени. Апсолутно, мислам Орце Николов е една од најдобрите одлуки што сум ги донел во мојата кариера општо, а и во моето образование, во мојот животен развој, поради тоа што навистина од професори, од целиот систем, од децата тука, сето тоа е една голема средина и целина која што функционира на начин кај што на сите им овозможува големи прилики за развој, секој став има некој друг кој што истото го мисли и кој што би го поддржил и на било кој начин да се каже, ова е навистина едно прекрасно место каде што секој може своите соништа и амбиции да ги оствари. И кога сме кај соништата, насловот на твојата прва збирка на 8 раскази вели зошто ме тргаш од ѕвездите? И некако веднаш ми доаѓа прашањето, ги тргаме ли младите од нивните ѕвезди? Поверувам дека и самите читатели ќе добијат некаков одговор на тоа прашање и кој ќе прочитаат збирката и самиот последен расказ кој што исто така го носи истиот наслов. Но мојот одговор накратко до тогаш е верувам дека ги тргаме од ѕвездите и една од големите пораки на самата книга е всушност да не дозволуваат младите да бидат тргнати од тие ѕвезди. Така е. Александра Јуруковска, иначе моја колешка, но и промотор на самата книга, вели во оваа збирка раскази Леонардо открива многу дилеми со кои би можеле да бидат наречени или дилеми на неговата генерација, вели, дали да остане овде или да се замине во странство, да се продолжи во општество и земја која не нуди вели многу за младите или да се создава некаде во далечна тугина. И сега тоа е чувството кое што ќе го добиеме, тоа не е убаво чувство за сите нас дека всушност младите немаат или не гледаат некаква иднина во оваа наша Македонија? Па, тоа е само дел од чувствата кои што се споделуваат во збирката. Меѓутоа, да, дефинитивно е една од мислите кои што произлегуваат како неа. Пред се тоа е дилема која што мене силно ме засега и која што јас ден за ден се уште размислувам и чувствувам како ме притиска, така што природно како што ми одат работите и начините на моите чувства морав да ја ставам на хартија за да излезе како една од големите поуки од оваа книга. Носталгија. Ќе имаш ли таа кога ќе заминеш, дај Боже, во Барселона? Тоа е твојата одлука. Па, верувам дека ќе ја имам, бидејќи пред се јас сум човек кој што е многу влюбен во родното место, во родниот крај. Тоа исто така може да се види по некои од расказите во збирката. И сум човек кој што во друг свет каде што ми се дадени одредени други услови, јас никогаш не би го напуштил ова место и овие луѓе. Меѓутоа, ете, имам некои амбиции кои што верувам дека не можат толку лесно тука да се остварат. Иначе Леонардо, за сите оние кои што сега не гледаат, им кажаме дека собира настрана свој фонд кој што ќе го потроши на патување, така или запознавање со некои нему омилени веројатно дестинации, а како ги собира, дел заради тоа што има своја апликација, ако добро разбрав или не, некој бренд кој што го има развиено, тоа е едната работа, а другата работа е преку тоа што е човек кој што им помага пак на младите да бидат или да станат добри говорници, добива хонорар. За тоа инаку бевте 2 пати национален дебатен првак. Всушност како сега ова дебата или
говорништво, па пишување, добар сте и во математика, добар сте и во бизнис, но добар сте и во маркетинг. Па, долго време барав начин како да се опишам себе си, за вистински да доловам слика на некому и пред извесен период сватив дека јас сум човек кој што не може да ја одолее, да не си ги истражи своите страсти до максимум и од таму всушност произлегуваат сите овие работи, бидејќи кога ќе видам дека одредена работа ме влече, јас морам максимално да истражам и да се обидам што е можно повеќе да ја пополнам таа потреба во мене за да ја исполнам таа страст и така всушност произлегуваат сите овие мои работи. Сите се од ентузијазам или од љубов конкретно, не за некои други повисоки цели кои што секако имаат дојдено. Инаку сите се начини на еден вид изразување на својата мисла, поттикнување идеи и општо ставање повеќе мисли во етерот со надеж дека сите ќе го добијат тој ефект и сите ќе почнат повеќе да ги споделуваат. На шега или не, како велат тебе, одлично ти функционираат и ливата и десната хемисфера на мозок. Би можело да се каже, да. Иако мислам дека би дал сепак предност на оно што е општествениот дел. Бројките, иако знам доколку се потрудам добро да ги преработам, сепак мислам дека зборовите е оно што ми се мене подраги. Кога сме кај тоа, кога сме кај дебатата, всушност сериозна е таа одлука да се влезе таму и да се освои награди или да се биде прв. Што значи да се учествува на такви некои надпревари? Тоа во живо се случува се, имате зададена тема и што? Пред се, пак ќе кажам, од голем ентузијазам го правам тоа и сметам дека особено првата година кога ја освоив титулата, јас бев само почетник во дебата и апсолутно не бев човекот кој што најдобро ја познава дебатата или има најголема способност за дебатирање на турнирот. Меѓутоа, тоа што бев е човекот кој што најмногу сака да победи. И по таа филозофија генерално се раководам во моите работи и оставам да ме води таа енергија. Инаку таквите турнири и воопшто искуства сум ги имали на интернационално ниво, се пред се многу добри бидејќи ја прошируваат гледката на секој човек, хоризонтите, нивните знаења, мислења, разбирање на другите култури од светот и на најразлични полиња и е една активност која што навистина ми има натерано многу да растам. Уште за крај да те заскокот кам вака во однос на политичарите, ги гледаш ли нивните дебати, ги гледаш ли нивниот начин на говорење? Колку можат и младите луѓе да им помогнат тебе, доколку им треба помош во однос на дебатирање? Па ги гледам, бидејќи мислам дека моја граѓанска одговорност да следам за политичката состојба во земјата, особено сега од кога наполнив 18 години имам избор во тоа, имам глас. И сметам дека има голем простор за подобрување. Доколку младите сакаат да научат да дебатираат, јас повеќе би предложил тие критички да ги анализираат нивните емисии, нивните излагања, а доколку самите сакаат да научат да дебатираат, јас би ги охрабрил да почнат со дебата. Конкретно јас членувам во дебатниот клуб на Младинскиот образовен форум, каде што навистина имам само најдобри искуства да кажам досега и е одлична исто така средина за еден млад човек да се развива во сите сфери, а особено и во дебатата или во овие води каде што сум јас тргнат. Супер. Леонардо, ти благодарам. Нашето време истече за овој муавет, но мислам дека во овие 10 минути успеавме некако да ги заскокуткаме или да им кажеме на сите дека навистина постојат млади луѓе кои што умеат или кои што ќе не понесат напред во подобра иднина. И како за крај, зошто ме тргаш од звездите, ајде сите заедно да се обидеме да ја купиме оваа збирка раскази на Леонардо Змајшек и да им кажеме на младите, на нашите деца, на нашите внуци дека нема да го правиме повеќе тоа. Звездите се нивни, па заслужуваме сите веројатно преку нив да дојдеме и до подобра иднина.